Почитувам председател на Собранието на Република Северна Македонија, господин Талат Джафери, почитувани пратеници, почитувани медиуми, дами и господа. 2021 година беше обележена со потешкоти и предизвици, предизвикани од глобалната пандемија од COVID-19. Година во која на глобално ниво се променија нормалните текови на настаните, навиките и рутините со кои се соочи општеството и економијата, и новата реалност ги принуди да научат да се справуваат со тоа. Но сепак, работата во Државниот завод за ревизија непрестанно се одвиваше, наминувајќи и сите пречки при исполнување на нашата визија и мисија и годишната програма за работа за 2021 година. Благодарение на добро воспоставениот систем на работа, обезбедување на технички и други услови потребни за непречено извршување на работата, успеавме да сумираме нашата работа во овој извештај, кој што верувам дека представува едно добро срочен извештај, кој што во суштина има признание и респектиран и во регионот и поширок. Со гордост го презентирам годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2021 година. Мисијата на секоја врховна ревизорска институција е да допринесе за здраво финансиско управување со јавните средства, поутука водењето грижа за јавните средства и давање јасни и ефективни препораки со кои ќе придонесеме за напредување на управувањето со истите со основната мисија и визија и на Државниот завод за ревизија. Во годишниот извештај за извршените ревизии и за работата на Државниот завод за ревизија за 2021 година се содржани нашите 1170 утврдени состојби, 654 препораки од вкупно 109 ревизорски извештаи, преку кои ние доставуваме објективна информација за работата на ревидираните субјекти. Во однос на показателите од нашето работење, со ревизиите во 2021 година, зголемивме опфатот на ревидираните расходи во однос на вкупните буџетски средства, а значително се подобрени показателите за спроведувањето на ревизорските препораки и во исто време зголемена е доданата вредност за извршените ревизии, пред се во делот на висината на утврдените, помалку пресметани, помалку вратени, односно помалку уплатени средства во буџетот на државата, што укажува на фактот дека придонесот на Државниот завод за ревизија кон зајакнување на институциите и менеджерската одговорност е се позначен во нашето општество. Чувствувам обврска да истакнам дека ако државата преку државниот буџет инвестирала во работењето на Државниот завод за ревизија 1 денар, Државниот завод за ревизија преку утврдените помалку пресметани или помалку платени приходи во буџетот на државата вратила 12 денари. Со ревизијата на успешност, кој на моје задоволство од година во година добиваат се поголемо значење, се фокусираме на прашања што се актуелни од интерес за јавност и останатите засегнати страни, со посебен акцент на додената вредност на истите. Влијанието на кризата предизвикано од COVID-19 е крајно хетерогено, со значителни импликации врз финансискиот систем и спроведувањето на политиките од централната и локалната власт. Поради тоа сметам дека од особена важност е врховните ревизорски институции да извршат оценка на влијанието на пандемијата на национално ниво, преку различните аспекти – здравствен, економски, социјален и фискален. Имајќи и предвид овие аспекти, а со цел да излеземе во пресред на предизвиците настанати поради пандемијата, годишната програма за работа на Државниот завод за ревизија за 2021 година вклучи 3 ревизии, кои се однесуваат на преземените мерки и активности за заштита и превенција од непредвидените настани и потенцијалните кризи. Во нашите ревизорски извештаи, без оглед на видот и целите на ревизиите, освен за состојби кои ги констатираме кои субјектите пред на ревизија, укажување системски слабости, однос слабости и недоречености во регулатива во одредени области, со укажување на правниот систем и создавање на поволен амбиент за понатамошен развој на правните субјекти. Во континуитет вложуваме во нашиот развој на Државниот завод за ревизија, како врховна ревизорска институција и подобрување на ревизорските процеси,
согласно меѓународните стандарди и на добрите практики на земјите членки на Европската унија, како и во надгрба на професионалните знаења и вештини на вработените. Државниот завод за ревизија значајно обемно активности да ги спроведе и на меѓународно ниво, како во рамките на членството во Европските и меѓународните организации на врховни ревизорски институции, така и во рамките на други меѓународни организации. Државниот завод за ревизија во стварување на своите стратешки цели се стреми да соработува со граѓаните и медиумите со цел зголемување на транспарентноста, отчетност и одговорноста во користењето на средствата на даночните врвници. За таа цел континуирано преземаме активности за зголемување на бројот на засегнати страни и со задоволство може да истакнем дека тој број во месец декември 2021 година изнесува 380, што споредено со 2020 година представува зголемување од 100%, а во овој момент бројот на засегнати страни изнесува 1100, што споредено со преходниот период представува зголемување од 600% или 6 пати. Да бидам појаснен во однос на она што значи засегнати страни. Тоа укажува дека Државниот завод за ревизија посебно посветува внимание на својата транспарентност, отчетност и отвореност во работата и затоа при процесот на објавување на секој конечен ревизорски извештај 1100 засегнати страни добиваат информации, абстракт и соопштенија за јавност, со што помагаме на медиумите, невладините организации и сите засегнати страни со цел подобро да го разберат утврдените состави содржани во конечниот ревизорски извештај. Секоја криза е можност за будење на она што е добро кај луѓето, креативност, одговорност, сочувство и способност за решавање на проблеми. Ние, како Државен завод за ревизија, сметаме дека имаме храброст да ги видиме работите онакви како што навистина се, како и вештини кои ни помагаат да го продолжиме процесот на добивање доверба, препознатливост на работата на институцијата, зајакнување на угледот на независна, објективна и ефикасна врховна институција за ревизија во насака на заштита на средствата на нашите даночни врзници. Согледувајќи ги резултатите од работењето на Државниот завод за ревизија и придонесот во општеството, силно верувам дека новиот закон за државна ревизија ќе биде донесен во наредниот период, а во исто време ќе се обезбеди уставна конституција на Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција на Република Северна Македонија. Благодарам.